Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Nahanta. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придужба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастл и околината, поважни вести од Македонија. За сите горе наведени редоследни програми со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкастл, Пеце Вртковски. А сега да ги проследиме и соопштенијата. Се организира концерт овде во нашиот македонски културен центар во Ньюкасл со најдобриот и најпопуларниот интерпретатор на секаква музика Ѓоко Јович со групата Energy Band од убава Македонија. Овој концерт е сабота на 25 февруари ова година. За карти кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073. Картите коштат $50 за возрастни, за деца од 13 до 18 години $30. За деца до 12 години влезот е бесплатен. Едно ново соопштение, посебно за жителите во Ньюкастл, се организира ручек во нашиот македонски културен центар Дајке или Дневна грижа, како што беше порано секој вторник. Само сега ќе биде од нашата заедница спонзирано. Овој ручек почна пред 2 недели и ќе оди секој вторник сега. Во истото време како и досега. Сите заинтересирани за ручекот јавете се кај координаторот Сузи Цветановска на 0434 429 166 за повеќе информации. Сите сте добродојдени на овој ден. Сите мембери што идеа порано ќе бидат контактирани од Сузи за информации околу дневната грижа. Сите заинтересирани за членови во нашата македонска заедница и пензионерското друштво Гоце Делче овде во Ньюкастл може да се плата својата чланарина за ова година по $10 по лице. По повод Денот на жената, 8 март, се организира
игранка во нашиот град Нјукастел и тоа на ден недела 5 март со почеток во 11 часот пред ручек до 6 часот после пладне. Цената за овој ден е $70 за возрастни со 4 врсти јадења. За деца од 6 до 12 години ќе има 3 врсти јадења и плаќа $30, а за деца од 5 години помали влезот е бесплатен и ручекот. Ќе има музика во живо и богата лотарија. Исто ќе има подарок за најстарата жена на овој ден. Сите сте добродојдени, а за карти јавете се кај Снежана Бошев на 0414 417207, Ленче Нечовска на 0410 634 310 и кај Славица Размовска на 0415 343818. Исто така, петок, 24 февруари, од 6 до 8 сатот вечерта во нашата црковна сала ќе има членови од женската група, ќе издаваат карти за денот 8 март. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 25 и недела на 26 февруари. Овој пат пакетите коштат само $130 за се и треба да бидат 32 килограми по пакет. Важно соопштение од државните здравствени институции и установи. Како што знаеме, вирусот COVID-19 уште се шири повторно и затоа да бидеме повеќе пажливи каде одиме и да се придружуваме со мерките од здравството. Ако се осеќате нешто недобро, тогаш седете дома, одморајте и многу е важно да се тестирате, за да бидете сигурни што да правите и каде да одите понатаму. Да проследиме нешто и од вестите. Милошевски вели: и Министерството за здравство личи на пазар 3. За 2 години се менува тројца министри. Тоа што остава впечаток, освен политичката, во Македонија гледаме дека има и една здравствена несигурност. Во изминатите 2 години ние имаме менување на 3 министри за здравство. Познатиот Венко Филипче, а сега е кумашинот на Таравари, докторот Меджети. Ако во 2 години менувате 3 министри, тоа значи дека како влада немате концепт за здравството, бидејќи концептот меѓу другото се темели и на личноста која што ги води главните проекти во здравството. А овде гледаме нема таква личност, вели Антонио Милошевски, пратеник од ВМРО ДПМН на денешната собраниска седница. Милошевски вели: Министерството за здравство повеќе личи на пазар 3, отколку Министерство за правда, и со тоа се создава здравствена несигурност кај сите граѓани. Министерството за здравство мора да го разочарам, така професорот Тупанчевски е повеќе од пазар 3, отколку Министерството за правда. Веројатно заради ставките во буџетот, а и по интересно Министерство за владата, за политичките партии, па и за некои поединци блиски на председателите на политичките партии, истакна Милошевски. Нема веќе ниту разговори за клинички центар во Скопје, а изгледа е забораен и се уште недовршениот клинички центар во Штип, кој што претходната влада го почна, но гледаме дека сегашната влада не покажува никаков интерес ова работа да биде завршена. Затоа сметам дека ваквата здравствена несигурност создава дополнителна неспокојства кај сите граѓани, рече тој. Милошевски потенцираше дека директорот на ФЗО Фатон Ахмети веќе 13 ден е на службено патување во САД, а Ковачевски наместо да бара одговорност од него и од директорката од СДСМ Грашковска се обидел смртта на лицето со цистична фиброза да го поврзи со актуелниот министер. Во ФЗО имаме 2 клучни работи во изминатите денови. Имаме 8 дена паднат систем и имаме 13 дена директор на ФЗО на службено патување во Америка. Тоа се двете најкрупни работи во фондот. Фатон Ахмети повеќе од 13 дена е на службено патување во САД и за него некој не бара одговорност. Премиерот се обиде на еден нефер начин одговорноста за смртта на еден наш сограѓанин
да ја поврзи со актуелниот министер за здравство, но не слушнавме ниту еден збор за можна одговорност или непоставување на директорката на ФЗО Грашовска од СДСМ и вториот директор на ФЗО Ахмети, потенцираше Милошевски. Ако од некој требаше да се побара одговорност од премиерот, требаше да се бара од двајцата директори на ФЗО, бидејќи двајцата не се на нивото на задачата. Децидент е Милошевски. Мицковски на средба со Скот Хејзлет. Власта е корумпирана и не спроведува реформи, потребни се избори. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски оствари средба со Роберт Скот Хејзлет, виш директор на НДИ во Македонија. На средбата се разговараше за актуелната политика и економска состојба, како и стратешките цели на државата. Мицковски го информираше Скот за високиот степен на корупција и криминал и злоупотреба на институциите од страна на владата и СДСМ и Димитар Ковачевски, истекнувајќи дека состојбата во државата се влошува бидејќи власта не спроведува никакви реформи, а сето тоа дополнително придонесува за уназадување и осиромашување на граѓаните. Воедно и поради тоа истакна дека се потребни предвремени парламентарни избори кои ќе донесат промени и иднина на граѓаните. Мицковски уште еднаш го потврди ставот на ВМРО ДПМН дека преговорите на Македонија за влез во Европската унија треба да се водат врз база на европски принципи и вредности, а не врз уцена и диктат од страна на бугарските власти. Мицковски се заблагодари на досегашната соработка и поддршка од страна на НДИ, а соговорниците заклучија дека постои можност за нејзино понатамашно унапредување. Почитувани слушатели, да ги проследиме и вашите желби и честитки. Со песната "Ти си за мене" на нашата сакана и многу поштована ќерка и сестра Оливија Кавикија и го честитаме 21-виот роден ден, исто така и посакуваме многу здравје, голема среќа и весела иднина, како и успех во Универзитетот во Њукастел. Овие се убави желби од се срце посакани од мајката Гордана и сестрата Анџелина Кавикија. Да ја слушниме убавата песна.
Со песната Моме убаво на саканата и мила внука Оливија Кавикија и го честитаме 21-виот роден ден со желби за добро здравје, голема среќа и голем успех во Универзитетот во Њукастел. Овие убави од се срце желби се посакани од дедо Кире, баба Совка и вујкото Робе Митревски. Цел свет јас го прошетав, како тебе моме убаво, нигде не сретнав. Снага стројна ела висока, очар планина, лице бело лично ангелско, како на самовила. Се ќе направам тебе да те освојам, еј дури од небото благослов ќе побарам. Пејте ангели песна за љубовта, ова моме убаво, моја ќе судбина. Се ќе направам тебе да те освојам, еј дури од небото благослов ќе побарам. Пејте ангели песна за љубовта, ова моме убаво, моја ќе судбина. Голем мерак имам по тебе, гори оган во мене. Ти си моја љубов голема, за мене си родена. Ако даде Господ момене, свадба јас ке направам. И во родна куќа таткова, тебе ке те донесам. Се ќе направам тебе да те освојам, еј дури од небото благослов ке побарам. Пејте ангели песна за љубовта, ова моме убаво, моја ке судбина. Се ќе направам тебе да те освојам, еј дури од небото благослов ке побарам. Пејте ангели песна за љубовта, ова моме убаво, моја ке судбина. Се ќе направам тебе да те освојам, еј дури од небото благослов ке побарам. Пејте ангели песна за љубовта, ова моме убаво, моја ке судбина. Се ќе направам тебе да те освојам, еј дури од небото благослов ке побарам. Пејте ангели песна за љубовта, ова моме убаво, моја ке судбина. Со песната Лично Наде на нашата сакана и поштована внука и братучеда Оливија Кавикија од се срце го честитаме 21-виот роден ден, воедно и посакуваме да е среќна и весела со голем успех во Универзитетот во Њукастел. Како и добро здравје во иднина. Овие убави желби од се срце се посакани од војкото Зоран, војната Валентина и брачедите Дајвет и Ерен Митревски.
А сега ќе слушнеме една убава песна од Ѓоко Јович, кој доаѓа овде во нашиот град Њукастел во сабота на 25 февруари. За карти кај мене Пеце Вртковски 0411 673 073. Само напред Ѓоко Јович, овде во Њукастел, 25 февруари, сабота, во нашиот Македонски културен центар.
најдобрите Ѓоко Јович и Energy Band од Убава Македонија во Њукастел 25 февруари во сабота во нашиот македонски културен центар. Мајко, портите, навлезат другарите, песни да запеме, орода заиграме, песни орап македонски. Ти донесов млада невеста, јас ја сакам мајко од срце, чеда да ми изроди, родот мајко да ми продолжи. Намести мајко софрата, напои ги чашите, збела лута ракија, рујно вино црвено, се до капка да се испие. Ти донесов млада невеста, јас ја сакам мајко од срце, чеда да ми изроди, родот мајко да ми продолжи. Тоа се најдобрите од Убава Македонија Energy Band со Ѓоко Јович во нашиот град Њукастел 25 февруари сабота. Сите сте добро дојдени. Македонка јас да земам, со дукат имамо наредена, и со срма мамо накипена, со дукат имамо наредена, и со срма мамо накипена. Моми македонки песна да запеат, момци македонци ороб да играат. Моми македонки песна да запеат, момци македонци ороб да играат. Да слушнеме една убава песна од Спасе Антевски, Шербет блага невесте. Шербет блага невесте, кафе ако вариш. Шербет блага невесте, кафе ако вариш. Раце ке ти накитам, алтани да броиш. Раце ке ти накитам, алтани да броиш. Шербет блага невесте, лепче ако месиш. Шербет блага невесте, лепче ако месиш. Злато ке те наредам, од глава до пети. Злато ке те наредам, од глава до пети.
Да ги проследиме уште една соопштенијата од Њукастел и околината. Се организира концерт овде во нашиот македонски културен центар во Њукастел со најдобрите од убава Македонија, Energy Band и Ѓоко Јович. И тоа во сабота на 25 февруари. За карти кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073. Картите коштат $50 по лице, за возрастни, за деца од 13 до 18 години $30 и за деца до 12 години влезот е бесплатен. Сите сте добро дојдени. По повод Денот на жената, 8 март, се организира игранка во нашиот град Њукастел и тоа на ден недела, 5 март, со почеток во 11 часот пред пладне, до касно вечерта во 6 сатот после пладне. Цената за овој ден е $70 за возрастни со 4 врсти јадења. За деца од 6 до 12 години ќе има 3 врсти јадења и плаќаат $30. А за деца до 5 години помали, влезот е бесплатен и ќе има ручек. Ќе има музика во живо и богата лотарија. Исто ќе има подарок за најстарата жена на овој ден. Сите сте добродојдени за овој ден на жената. За карти јавете се кај Снежана Бошев на 0414 417 207, Ленче Нечовска на 0410 634 310 и кај Славица Размовска на 0415 343 818. Исто така, петок, 24 февруари, во црковната сала од 6 до 8 сатот вечерта ќе има членови од женската група, ќе издаваат карти за денот 8 март. Ново соопштение, посебно за жителите во Њукастел, се организира ручек во нашиот македонски културен центар Дајке или Дневна грижа, како што беше порано секој вторник. Само овој пат ќе биде спонзирано од нашата заедница. Сите заинтересирани за ручекот јавете се кај координаторот Сузи Цветановска на 0434 429 166 за повеќе информации. Сите сте добродојдени за овој ден. Сите мембери што идеја порано ќе бидат контактирани од Сузи за информации околу дневната грижа. Сите заинтересирани за членови во нашето македонско пензионерско друштво и нашата заедница овде во Њукастел може да се плата својата чланарина за ова година по цена од $10. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 25 и недела на 26 февруари. Овој пат пакетите коштат $130 за се и 32 килограми за пакет да бидат. Македонците и македонскиот народ ќе бидат представени како малцинство во владата. Моментално, двете најголеми политички партии во албанскиот блок ќе станат една влада. Тоа значи дека најголем дел од албански представници ќе влезат во владата на Ковачевски и предпоставувам дека сите проблеми кои ги имаат нашите сограѓани албанци ќе бидат решени. Но, предходно, Алтернатива и Беса имаа своји министри, но можеме да видиме дека овие албански партии кои учествува во власта си ги сменија дресовите, истакна пратеникот на ВМРО-ДПМН и подпредседател на партијата Владо Мисајловски. Дали албанскиот граѓанин живее подобро? Не верувам. Дали македонскиот граѓанин живее подобро? Не. Дали овие неколку години во кои влада е СДСМ е лет во место? Да. Дали нешто ќе донесе подобро во овие 10 месеци ако Алијанса влезе во владата? Апсолутно ништо. Зашто се работи? Се работи за нешто кое го кажа нашата колешка од Алтернатива која вели дека во минатиот период кога се составила владата од СДСМ, замислете друг премиер од друга држава помагал да се состави. Тоа е директно мешање во внатрешните работи на една држава. Тоа е многу сериозно. Се поставува прашањето дали од други центри се контролира и самата политика во Македонија. Дали и власта и опозицијата, особено албанска, е контролира од други центри. Тоа е многу сериозно прашање, посочи Мисајловски. Тој посочи дека Македонија треба да има силна албанска опозиција.
Дали македонците и македонскиот народ овој пат ќе бидат представени како малцинство, односно ќе има апартхейд еден македонски. Најверојатно, бидејќи се повеќе функции се даваат на политичари од албанскиот блок, рече тој. Мисајловски потенцира дека не е лошо албанци да добиват политички функции ако се навистина квалитетни луѓе, но посочи дека власта сега само лицитира со луѓе. Целиот говор на Мисајловски. Утре Страсбург ќе пресече дали важи аболицијата на Иванов. Страсбург ќе реши дилемата дали важат аболициите на екс-преседателот Иванов. По речиси 6 години судот за човекови права треба да одговори на десеттици апликации кои ги поднесоа обвинетите лица во предметите на СЈО кои се најдува на листата аболицирани која Иванов ја објави на 12 април 2016 година, а еден месец подоцна ја повлече. Европскиот суд за човечки права има две опции: да застане зад аболицијата, односно да потврди дека еднаш дадената аболиција не може да биде повлечена, или да ја потврди втората верзија на правниците кои тврдат Иванов немал законска можност да дава аболиции. Одлуките на Европскиот суд за човечки права се обзувачки за македонските судови, па ако судот утре ги оживи аболициите, тоа во пракса ќе значи згаснување на поголемиот дел од предметите на СЈО. Обвинетите за масовното прислушување, уништувањето на опремата на УБК, изборни нерегуларности, насилството во општината Центар, уривањето на Космот ќе бидат ослободени од кривично гонење, а државата ќе треба да им плати и оштета. На листата аболицирани пред 7 години се најдоа 56 лица, најголем број тогашни функционери на ВМРО ДПМН, меѓу кои и Груевски, Јанкуловска, Јанакиевски и Мијалков. Сепак и повторно активирање на аболициите нема да ги спаси овие функционери од кривично гонење за Тенк, Талир, Империја, судски процеси кои не беа опфатени во одлуките на Иванов. Нешто и за спортот. Македонија доби тешка група за кадетско европско првенство во Скопје. Кошаркарската федерација на Македонија ќе биде домаќин на европското првенство во кадетска категорија од А дивизијата во месец август. Во престрет на турнерот ФИБА ги извлече групите за надпреварување. Македонија немаше среќа во извлекувањето бидејќи налета на актуелниот европски првак Литванија, Франција и Белгија. Групи за европското првенство до 16 години. Група А Словенија, Италија, Турција, Црнагора, група Б Франција, Литванија, Македонија и Белгија. Група С Шпанија, Израел, Германија и Финска и група Д Србија, Грција, Летонија, Полска. Надпреварите ќе се играат во Скопје во терминот од 5 до 13 август. Македонија домајки на шампионатот за најдобри европски средношколци. Кошаркарската федерација на Македонија и нашиот главен град ќе биде домајки на уште еден голем настан во почетокот на летниот период од ова календарска 2023 година. Во периодот од 5 јуни до 11 јуни во Скопје ќе се одржи Европско кошаркарско првенство за кошаркари од средни училишта. Нашиот главен град ќе биде домајки на нешто помалку од 1000 кошаркари од средните училишта во Европа кои ќе се надигруваат за престижниот трофеј што ќе го додели претседателот на Европската федерација за училишен спорт Желко Танасковиќ. Поранешниот спортски одбојкар и претседател на КФСМ Перо Антич ја потврди соработката по низа работни состаноци одржани викендо што измина. И нешто за алкохолот. Алкохолот ја зголемува опасноста од мозочен удар и кај помладите лица. Пиењето алкохол на возраст меѓу 20 и 40 години представува ризик од мозочен удар. Луѓето кои пијат умерени до големи количини алкохол се повеќе изложени на опасност од оние кои пијат помалку или воопшто не. Научниот труд е објавен во списанието
Neurology. Намалувањето на алкохол кај возрастната група од 20 до 40 години може значително да ја намали опасноста од мозочен удар кај младите. Истражувачи од Националната универзитетска болница во Суел работеле со доброволци кои биле подложени на 4 медицински прегледи и дале информации за своите навики за пиење. Сите пациенти биле следени 6 години. Според податоците, потоа луѓето кои пијат најмалку 105 грама алкохол седмично може да се дефинират како умерени или тешки алкохоличари. Нискиот внес е еднаков на помалку од 105 грама алкохол во седмица. Стандарден пијалок во Америка содржи 14 грама алкохол. Тоа е еднакво на 340 мл пиво или 140 мл вино. Младите луѓе на возраст меѓу 20 и 40 години кои пиеле најмалку 105 грама 2 или повеќе години, потоа имале 20% поголема веројатност да добијат мозочен удар отколку оние кои воопшто не пијат или кои пијат помалку. Ризикот се зголемува со текот на годините и потрошувачката. По 4 години умерено или повеќе од умерено пиење, ризикот веќе достигнува 23%. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу стреќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно до слушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви посакувам стреќа и ви благодарам што бевте со македонската радио програма во изминатите 60 на минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Hunter. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday same time. Good night.